Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешново издание. Ова е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што многу од оние кои што ги практикуваат постите ќе ги засегне и можеби ќе им помогне. Тоа е затоа што сега е период после прочка кога што и почнаа тие пости кои што ќе траат одреден период за кој што некој од вас можеби е предлог или прекраток, и постите се многу добра работа затоа што му помагаат можеби на телото малку да се исчисти од сите работи кои што храната од животинско потекло, односно незнаењето како да се храниме, можеби придонесува за да имаме потреба да се исчистиме и не за џабе се вметнати како дел од нашите религии. Постите и што јас имам практично забележано и што можеби знам околу ова е тоа дека луѓето кои што постат и кои што ги држат овие подолги пости, најчесто од причина што исклучуваат се од животинско потекло, храната им се базира премногу на јаглехидрати. Знам дека јадат доста леб, доста мармалад, можеби многу овоше и така натаму, и придонесуваат за време на постот или после завршувањето на постот качат одреден број на килограми, односно сало. Зошто се случува тоа? Во постите, поради тоа што многу од луѓето можеби не знаете како да ја балансирате вашата исхрана и како да му давате на вашето тело се што му е потребно од растително потекло, практикувате можеби некои досадни шеми кои што подразбираат, кои што кажав, премногу јаглехидрати, шекери од неколку различни извори кои што се постни. И што се случува? Кога вие вашето тело го ставате можеби на некаков начин на исхрана кој што подразбира по рестриктивен режим, односно можеби не внесувате доволно протеини, не внесувате доволно омега-3, омега-6 и така натаму, метаболичките процеси почнуваат да работат малку поискривено, односно тоа разбира дека телото почнува да се успорува и метаболизмот да работи побавно затоа што нема доволно гориво и доволно нутритивна вредност. Тоа успорување на метаболизмот придонесува да дел од храната која што вие внесувате, да телото е трга во сало и во масти како резерви на енергија, затоа што е уплашено дека можеби и утре Јосиф нема да ми даде доволно гориво, да јас да си тргнам во резерви за не дај Боже. Така функционира нашето тело, тоа е совршена машина и она што јас би ве советувал за да го избегнете тој момент и да можеби постот ви биде многу подобар и да не придонесе во покачување на килажа е да почнете едноставно да го балансирате вашиот начин на исхрана, да почнете да внесувате можеби работи кои што не ви биле секојдневие во исхраната кога и не сте постелен. На што практично мислам? Пробајте да внесете во вашата исхрана многу јатки, бидејќи јатките ќе обезбедат доволно протеин, доволно масти, внесувате и доволно минерали и така натаму. Пробајте да внесете поголема количина на зеленчук, пробајте да внесете поголема количина можеби на тофу сирење, кои што се од растително потекло, пробајте да внесете можеби поголема количина на житарици и така натаму, односно јаглехидрати кои што не се толку брзи. Пробајте да внесувате, не знам, можеби намази од бадем, пробајте путер од кикирики, пробајте работи кои што можеби до сега не сте ги пробувале затоа што ви се новина и можеби не сте сакале да експериментирате. Меѓутоа, онаа порака и поента која што сакам да ви ја дадам во оваа епизода е да не дозволите постот да биде ваш непријател кога се работи за изгледот, затоа што можеби не сте се потрудиле да направите некаков баланс и сте се потрудиле само да постите, а да при тоа внесувате премногу јаглехидрати кои што ќе ви направат проблем после завршетокот на постот. И доколку можеби имате некакви конкретни совети, сега искрено, тоест конкретни прашања за да ви дадам совети, не би можел да ви помогнам во моментов затоа што секој од вас можеби има индивидуализиран пристап, биоритмот ви е различен во денот и така натаму, но стојам на располагање, користете го хаштагот #AskJosif или обратете ми се во инбокс и приватно, за да можеби ви помогнам во овој период кој што и не е можеби одминат многу и се уште има време да еве од овој пост се спасите и да можеби направите некаква промена која што многу подобро ќе ви даде резултати во овој период. Така да тука ве оставам со здрави животни навики, завршуваме за денешната епизода. Фала ви што не следите, ви посакувам убав ден и се гледаме во следно издание. Чао, чао!